Не смее без одговорност да помине големиот скандал со украинскиот олигарх Олександар Онишченко, кој доби македонски пасош и е на црната листа на САД. Според подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, виновни за ова биле СДСМ и ДУИ, но и првиот човек на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски, зашто не направиле соодветна проверка при издавање на државјанство. Јас не сум изненаден што никој од владата не е спремен да понесе одговорност за овој огромен скандал. Прв кој што треба да понесе одговорност сега кој е директорот на Агенцијата за национална безбедност, но исто така од тука не смеа да се исклучат и министерот за внатрешни работи и премиерот. Директорот на Агенцијата за национална безбедност треба да понесе одговорност затоа што не направиле соодветна проверка при издавање на државјанството. Во исто време кога претседателот на владата секој ден води кампања која што веројатно му ја напишал некој, колку што знаеме странски пиар експерт кој што скапо го плаќаат, во која што тој се представува како прозападен, а ВМРО ДПМН сака да го представи како антизападно. Николовски предупредува дека проблематично е што ова не бил единствен сомнителен случај. Претходно МВР набавило информацијски систем од компанијата Infinity, која што е на црната листа на САД и е во сопственост на синот на Милодраг Додик, исто така на црната листа на САД. Покрај актуелниот случај со украинскиот олигарх, да потсетам дека пред скоро време Министерството за внатрешни работи набави еден огромен информацијски систем од компанијата Infinity, која што е на црната листа на Соединетите Американски држави во сопственост на синот на Милорад Додик, кој што исто така е на црната листа на Соединетите Американски држави. Без да прецизира од кого, премиерот Димитар Ковачевски рече дека морало да има одговорност за случајот Онишченко. Рече дека бил огорчен од тоа што лице од црната листа на САД добило наш пасош. Бара се опфатна внатрешна истрага во АНБ за расветлување на овој голем скандал. Би кажал огорчен од начинот на кој што лице кој што е на црната листа на Соединетите Американски држави, наш стратешки партнер, има добиено сите позитивни мислења за добивање на државјанство на Северна Македонија. Штом ќе има извештај, тогаш мора да има одговорност за тоа што е направено и јас нема да отстапам од барањето на одговорност за тој пропуст кој што е направен. Инаку Онишченко не е прв и единствен осомничен случај кога македонски патни исправи се во прашање. Пред 2 години силно одекна скандалот дека македонски пасоши со туѓ идентитет добиле светски барани криминалци, и тоа обвинети и осудени за трговија со дрога, меѓу кои беа Седат Пекер, Јован Вукотиќ, Вали Тиса Хамис, Флоријан Мусаи, Стефан Ѓулиќ и Желко Бојаниќ.